Сега предвидуваме во новата програма една нова мерка со која што се предвидува да се помогне на сточарите. И на оние што сака да бидат сточари, значи оние што се или некои што не се, а сакаат да се занимаваат со сточарство, да може да набават високо приносни говеда, кои што во тие 305 дена лактација ќе носат, ќе даваат по 8000 литри млеко. Значи тие се од ониот тип од Холштайн и слични на него. И 80% од трошокот за набавка ќе го покрива државата. Значи 80% до вредност на трошок од 10 милиони дена. Тоа е огромна помош. Да речеме, една таква крава чини околу 2000 евра. И за набавка на, например, 20 крави се потребни 40.000. Од тие 40.000, 80% ќе ги покрие државата или 32.000 евра. Само 8.000 евра треба да ги покрие сточарот, собственикот, чии што собственост ќе бидат. А и тие 8.000 може да ги земе од Банката за развој на Македонија со 2% камата, каде што се обезбедени околу 10 милиони денари за ваква работа за давање на поддршка на сточарите. Така што станува збор за една мерка во духот на онаа мерка што неодамна ја објавивме за капка по капка. Знаете дека пред неколку недели објавивме мерка за оние кои што одгледуваат на почва, растенија и така натаму, дека ќе им се овозможи со капка по капка систем и бунари за потребни за системот капка по капка, 80% да им го покрие државата. И тоа е за оние кои што се занимаваат со таков вид на земјоделство, каде што се сее нешто, па се ждее или се бери и така натаму, значи онаму каде што е потребно наводнување. И таму приносот се зголемува помеѓу 50%, некаде до 100%, а некаде 3 до 4 пати, значи 200, 300 или 400%. И затоа рековме дека е добро да најдеме нешто и за оние кои што гледуваат разни видови на говеда, на кози, на овци, на свињи и така натаму. И на нив на сличен начин да се помогне. Тие што веќе ги имаат, постепено да може да ги заменат, а тоа да ги чини многу ефтино.